овации, аплаузи и понекоја носталгична солза. Вака македонците од Егејска Македонија го поздравија концертот на националниот ансамбл за игри и песни Танец, кој пред неколку дена за прв пат се одржа во Цар Мариново во Грција. Директорот маестро Зоран Џорлев се уште под импресија од пречекот и вечерта меѓу нашинците во Грција, вели дека и сега се наежува кога ќе се сети на тој момент. Машите тамошните македонци организира една ваква средба во Марина и многу беше значено не само за нас, посебно за нив, бидејќи поддршката на тие македонци многу им треба тука од базата во Македонија, затоа што тие луѓе, она што го видов таму, посебно младите луѓе, зборуваме се еден просек деца кои што се од, да речеме, 14-15 години па до 21, 2-3, да пеат толку македонски песни, да зборуваат македонски. Верувајте ми, еве сега се ежам кога сето тоа го видов таму. Јас мислев дека она што го гледаме ние и го слушаме, нели, малку имавме скепса да не се случи нешто нели со она Црна Зора и така натаму. Како ги викат, не сакам името да им го спомнам. Меѓутоа Златна Зора се извинувам, да, Златна Зора беа. Како и да е, не е добро тие што го прават тоа, меѓутоа знаеме со која цел, нели, сето тоа го прават. Нас тоа не ни интересираше. Нас не интересираше оно другото, да видиме базата, базично, да го представиме нашето македонското, а од другата страна, па нашите македонци тоа го знаат многу добро и знае кој е Танец и за такви овации не пречека. Јас мислам дека уште многу време ќе ме држи ова, знаете, не беше тоа еуфорија, него некој сентимент во мене преработе. Тешко се опишува тоа со зборови, верувајте ми. Летото за Танец само што започна. Следни на долгиот список на настапи на националниот ансамбл се Охрид и Хрватска. Сега имаме настап на Охридско лето на 21-ви, бидејќи ние го отвараме Балканскиот фестивал веќе години наназад и избегнувавме, бидејќи е близок временски период, да настапиме на Охридско лето. Меѓутоа оваа година Танец слави 65 години од постоењето и редно беше да има свој настап, нели, на нашиот не еден, него единствен врвен фестивал во држава што го имаме од ваков вид. И Танец го доби местото таму, тоа е, значи, 21 јули, понеделник вечер, на Антички театар. Ќе одбележиме така една лепеза од програмите, нешто постарото, поново и така натаму. Меѓутоа претежно ќе бидат постари кореографи, малку да ги потсетиме и помладите генерации. Иако имаме многу концерти овие години, посебно овој период имаме низ Република Македонија. И веднаш утредната вечерта на 22 заминуваме за Хрватска и ќе бидеме таму до 2 август. Меѓутоа ќе имаме тука екипи кои што вокално-инструментални кои ќе настапат за 1 и 2 август. Едната е на 1 во музеот на Македонската борба, музеот на ВМРО, нели, како што го знаеме. Тоа ќе биде одбележување 70 години од Даснон и на 2 ќе настапиме на Белинце, одбележувањето, нели, на Илинден. Овој верен чувар на македонската традиција Мелос и Танц годинава прославува јубилејно 65 годишно постоење. По тој повод Танец ќе заокружи оваа година со голем концерт во декември.